Стратешките цели на Центарот за развој на Источниот плански регион за наредната година се фокусира на зелената агенда, стоп за иселување на младите и развој на туризмот. Фокусот ќе биде ставен повторно на животна средина, повторно ќе имаме димензија како младите да си ги задржиме во регионот и да ја унапредуваме туристичката понуда. На иста линија на планирање е и Советот на градоначалници на ИПР. Заедно со Центарот за Источно плански регион идниот период ќе се потрудиме да изготвуваме проекти за развој на туризмот, создавање подобри животни услови за целокупните граѓани кои ги опфаќа Источно планскиот регион. Освен ова, поле за работа се и во следниве сфери. Потребата од дигитална трансформација, меѓуопштинска соработка, зелената агенда, подобрување на инфраструктурата, поврзаноста, туризмот како клучни сегменти во потенцијалниот развој на регионот. Кои се решенијата за намалување на иселување на младите од регионот? Промоцијата на дигиталните услуги кон сите корисници граѓани, што како предуслов верувам дека ќе биде причина за намалување на тој процент и таа тенденција на иселување. Источниот плански регион значително ќе помогне за изградба на дом за стари лица и во Кочани. Преку Источно-планскиот регион ќе се обидеме до сите достапни фондови или повици кои би биле на располагање да дојдеме до такви средства, заради тоа што реално нашите буџети не го дозволуваат тоа. Од денеска, нов директор на Центарот за развој на ИПР е Трајче Здравков, доскорешен шеф на кабинетот на градоначалникот Иван Јорданов. Како нов директор на Центарот за развој на Источно-плански регион од 2025 година, можам да кажам дека со тимот од Источно-планскиот регион максимално посветено ќе работиме на реализација на планските документи. Во рамките на ИПР екзистираат 11 општини во кои живеат 200.000 жители. Ова меѓу другото се истакна на денешната дебата по повод денот на Источниот плански регион, одржана во Штип.